добро вечер со ново издание на 24 анализа, практично на јавната шпица навести она што ќе се случува во следниот час и 5 минути. Вечерашната дебата е посветена на локалните избори. Ако вчера имавме кисела вода низ кандидатите за градоначалници, денеска во студиото ни гостуваат кандидатите за градоначалници на општина Карпош, една од 10 скопски општини. За Карпош се тркаат 5 политички ентитети, меѓутоа во студиото имаме само четворица, ќе кажам и кој одби да присуствува практично поради обврски, официјално е кажано од партијата, но да почнеме со ред. Стефче Акимовски, кандидат за градоначалник на Карпош од коалицијата Искуство за успех. Јакимовски, благодарам што ја прифативте поканата и сте дел од оваа дебата. Маја Мојсова Миовска, кандидат за градоначалник од коалицијата предводена од СДСМ за овие локални избори. Исто и вам ви благодарам што ја прифативте поканата и сте дел од оваа дебата. Антонио Димитров, кандидат на Левица за градоначалник на Карпош. Димитров, ви благодарам и вам што позитивно се изјаснивте на нашата покана. На поканата и за демократскиот капацитет, бидејќи вие сте една од ретките телевизии кои што и не кани на дебати да го искажеме нашиот став како Левица, посебно во оваа цензура која што се случи деновиве. Ви благодариме. И Невена Георгиевска, кандидат за градоначалник исто на Карпош од група избирачи, што ќе рече независен. Ви благодарам и на вас за така, ви благодарам на тоа што се озвавте позитивно на нашата покана. Јас на почетокот кажав дека 5 политички ентитети се тркаат и учествуваат во локалната трка 2025-та, меѓутоа кандидатот за градоначалник на Карпош од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН господинот Сотир Лукровски ни беше кажано дека поради обврски не може да присуствува на дебатата. Како и да е, Карпош е општина со 63.760 граѓани, тоа е според последниот попис, доминираат граѓаните на возраст од 20 до 44 години, а по образование се доминантни оние со средна стручна подготовка. Повеќе населени места има во Карпош, се надевам дека нема да испуштам некое, тоа е Козле, Жданец, Трнодол, Долно, Средно и Горно Нерези, Злукуќани, Бардовци, Тафталиче 1, 2 и 3, како и Влае, да не го испуштам, инаку како општина е формирана 1976 година. Тоа е вака едно нешто, дел од информации што можевме да ги најдеме според последниот попис. Тука имаме и актуелен градоначалник, ќе видиме дали е така, дали можеме нешто погрешив. На почеток одиме со на прашање за мотивот да се кандидирате на овие избори. Вие, градоначалник Јакимовски, веќе четвртиот мандат како градоначалник го завршувате сега и се борите за 5-ти мандат, а на другите гости во студиото имам и дополнително кон ова прашање, дополнително подпрашање. Кој е мотивот за Благодарам. Прво, за учество во 5-та трка за Карпош? Морам да коригирам, Карпош има 14 урбани заедници. Така. И поново се вика урбани, порано беа местни заедници. Јас секогаш имам мотив да се борам за општина Карпош, да се борам за граѓаните на општина Карпош. Колку една општина да е средена, колку и да е урбана, колку и да сме вложиле во изминатите мандати, како и секоја куќа, секогаш си има нешто работа и секогаш си има нови обврски, нови потреби, како резултат на зголемување и развој на живеењето, се евуваат секако и нови проблеми. Мојата главна причина зошто повторно се кандидирам, затоа што имаме нови проекти, училиштата ги завршивме комплетно, улиците готово да се сите завршени, остануваат уште 5-6 улици, инфраструктура готово имаме завршено, сега треба да работиме на решавање на проблемите во делот на паркирањето, значи катни гаражи, платформи поставување, исто така да работиме сериозно во делот на подобрување на стандардот во дечјата заштита во градинките. Натаму наша цел е исто така да воспоставиме и ред во градењето, да воспоставиме ред и еден сериозен проблем ни представуваат исто така кафичите, рестораните. Ние не сме никако против нивната работа, напротив, се правиме за да тие функционираат и да работат, меѓутоа сакаме и во тој дел да се воспостави ред за едно по-нормално, по-мирно живење на останатите граѓани кои што живеат околу овие средини.
Покрај тоа имаме и нови стимулативни мерки, односно нови субвенции кои што ќе ги стави на располагање на граѓаните. Сметам дека мора да има континуитет во реконструкција на крововите, реконструкција на лифтовите, да има континуитет во полагање на возачки дозволи за Ке зборуваме, средношколците, бидејќи нели титка сигналот за 2 минути изминати, ке има време во текот на дебатата. Госпоѓо Маја Мојсова Миовска, исто за вашиот мотив да се тркате за Карпош и дали тоа што во трката има и актуелен градоначелник кој што партиципирал во сите овие активности што ги спомена, нели, го чувствувате тоа како предност или како хендикеп? Видете, мојот мотив едноставен е, затоа што практично цел мој живот се борам за некакви права, за некаква правда за граѓаните, за пациентите пред се, значи во мојата цела кариера, и сметам дека веројатно тоа го носам во себе. Не дека едноставно така сум створена карактерно, веројатно од најмала годишна возраст некако биев некои битки правдини и како дома, така и надвор, така и во училиштата. Се најдов во една прилика во која што јас како доктор стварно постигнав многу. Не викам дека јас сум секогаш ќе останам доктор. Тоа е, нели, титула и тоа е професија која што не се менува. Значи јас имам своја професија, но сватив дека ми требаат предизвик во смисла на тоа да повторно работам за граѓаните, повторно дадам свој допринос за нешто што може би е поинакво сега во моментот, но не сметам со оглед на тоа дека сум работела во менаџирање, сметам дека можам многу да направам. Генерално, ако веќе ме прашувате, може би ова е мој прв влез во политиката, нели? Претходно не сум била политички активна, затоа што во суштина и не сметав дека оној дел што го водев и трансплантацијата треба да биде политички обоена. Сакам да сум градоначелник на сите граѓани, не на партиските само, како што, нели, впрочем тоа го гледаме, и сакам да го видам добробитот баш од доброто работење. Да, како што кажа Јакимовски, тоа е, да, Карпош урбана општина, една може од поубавите, најстарите да речеме, кои што и населението е во суштина се староседелци, сакам да кажам, може би повеќе и пензионерско, затоа што се тука живеат цел живот. И има своји предизвици, многу работи се направени. Јас би рекла дека добрите политики треба да се следат и понатаму, но нормално да се довесат и нови политики кои што ќе дадат освежување, ќе дадат некоја друга димензија на општината, да не ги заборавиме сите структури, од младите до пензионерите, до социјално загрозените, нели, и така натаму. И вашите 2 минути, нели, Да. Помина од име на Антонио Димитров. Кој беше вашиот мотив за учество во трката за Карпош? Мојата кандидатура е резултат на неколку фактори. Тоа се генералните политики на политичката партија Левица визави политичката реалност во Македонија, која што живееме 35 години и која ја сведочиме. Во изминатите 35 години очигледно дека влада е една политичка партија, тоа е СДСМ ДПМНЕ, заедно со нивните привезоци, без разлика дали се Гром, Дом, Знам или што ти ја знам. И нашата идеја беше да дадеме некаков контрапункт на оваа политичка реалност и да кандидираме во оние општини, нели, каде што можеме. Нашата замисла е покрај тоа, нели, да дадеме контрапункт на веќе постоечките политички структури, е да имаме кандидати кои што се млади, ентузијастични, кои што имаат храброст, кои што се борбени, кои што се млади и имаат доволно ентузијазам да ги променат работите, а од друга страна пак кои што се доволно возрастни да имаат некакво политичко и некакво животно искуство. Генерално тоа би го споменал како еден од мотивите зашто се кандидирам. Тоа се луѓе пред се без путер на главата и мет на рачињата, така што се надевам дека ова ќе биде еден долен мотив за луѓето да размислуваат малку поинаку од онаа бинарна визура или она што јас го нарекувам синдром на 90-тите. Овие не ни чинат, ќе гласаме за овие не ни чинат, пак ќе се вратиме на овие.
тоа е некое бинарно слепило, ние даваме една алтернатива или трета опција да се излезе од целата таа ситуација и да се даде шанса на некаква нова политичка сила. Така. Невена Георгиевска, и вие едно прашање, нели, за мотивацијата и за тоа дали што во трката има актуелен градоначелник, кој што е веќе познат меѓу граѓаните го научиле како функционира, како делува, дали го сметате тоа за хендикеп или пак за предност? Не, воопшто, напротив, 4 години бевме у совет, се знаеме како работиме. Одлуката да настапам како кандидат беше заедничка на целата група независни за Карпош. Моите лични мотиви се да покажеме дека може и поинаку. Колегата рече трета опција, јас повеќе би рекла, ако сте вие трета опција, ние сме трета димензија. Зборите едни или други, нас некако сите не на ЕСАП-т, мислам, покажавме во Карпош, конкретно во Карпош, потекнуваме скоро сите што сме на листи од активистички групи, што изминативе 10, некои повеќе години се залагавме да направиме некои промени во Карпош. Користевме нашите граѓански права да понудиме преку советниците, меѓутоа свативме дека никој не може да ги застапува нашите залагања онака како што можеме ние. Сметам дека ние сме посебна група затоа зашто го немаме оној багаж на партиите. Не зависиме од никакви финансиери, не зависиме од политиката на партијата. Сите советници таму што ќе влезат, па и градоначалниците, граѓаните треба да ги прашаат дали ги имаат граѓаните пред да донесат одлука или одлуката на партијата е пред тоа што им треба на граѓаните. Ние не сме оптоварени со тој багаж. Од друга страна, градоначалникот треба да биде, да најде начин да соработува со сите советници без разлика од кои партии се. Тука сметам дека можеме исто да допринесеме, иако не поврзуваат те со една, те со друга во текот на цел активизам, докажавме дека сме независни и можеме да одбереме одредени одлуки по однос на тоа какви се, колку се тие добри за граѓаните, а не кој ги предлага или да идеме контра тој што ги предлага. Така да сметам дека има што да понудаме, докажани сме и останува на граѓаните да се изберат. Така. Вториот сет на прашања ќе почнеме од госпоѓата Маја Мојсова Миовска, да не биде дека се само тргнуваме од господинот Јакимовски за една рамноправност, се рекла во дебатата. Госпоѓа Маја Мојсова Миовска, што мислите вие, што е хендикеп на Карпош? Еве, да не зборуваме за проблеми, туку отворени прашања кои што треба час поскоро да се решат. Што му недостасува на Карпош? Моментот, чистотата е на многу ниско ниво, урбанизам на секаде, значи, не знам, што ми пречи мене, прво, ево, овој период, последниот ми пречи тоа што чистотата не зборам само на главните улици, зборам на самата општина. Генерално, ова што е жртва, што сме на некакво силување или на изживување со граѓаните, мене не ми е патриотизам. Не ми е патриотизам, затоа што патриотизам значи дека треба да се сакаме земјата прва, па после тоа партиите, па после тоа тие што не поддржуваат. Втора работа, стварно урбанистички Карпош се предимензионира. Зборам во тој централен дел на Карпош. Карпош треба да се урбанизира, но некаде кон периферијата треба да се шири Карпош. Може би е тоа добро, но сега во моментот гледам она што никогаш го немаше во Карпош, се куќи и згради кои што влегуваат едни во други во дворовите и кои што нема простор за дишење. Недобро одржување на зелената површина, стварно, да, оваа година немаше многу вода, да, имавме и проблем со водоснабдувањето, па да се запрашаме зошто имаме проблем со водоснабдувањето, дали тие сите градби влечат големо количество на вода, па во летниот период настанува проблем, но мислам дека треба да се следат и урбанизации во односи на подземната инфраструктура, колку може да издржи и колку може на граѓаните да им даде тоа што го барат. Паркингот е сериозен проблем, и еве денес бев намлечен и стварно е сериозен проблем да 3 пати вртам круг за да можам да се паркирам. Таму живее и мојата мајка, секогаш ми е проблем како да достапам. Не ми е проблем, јас одам и пешки, многу одам пешки, сакам да пешачам, па можам кога во пешачење па ги гледам и многу други работи кои што не ги гледаме од возилата кога одиме.
Добро. Благодарам. Добро, ќе го завршиме овој сет на прашања. Не ме праша претходно некаква реплика, дали имавте приповедните некој да реплицира или приповедните одговори. Добро. На причини за кандидатура немаме реплики. Не, немате реплики. Добро, и очекував да немате тука реплики. Се разбира, тоа е лично, нели, пред се, нели, личен став и лично прашање пред се, лична определба. Одиме со Антонио Димитров. Вие живеете во Козле, ако не се лажам, Антонио. Госпоѓата Мојсова Миовска спомена дека еден од проблемите во повисоките зони на Карпош е водоснабдувањето, нели, дотокот на вода, но тоа сигурно не е само единствен проблем. Што вие го гледате? Па, генерално би се согласил со тие проблеми и при една бегла анализа на програмите и на она што на дебатите кои што сте ги правеле пред 4 години, гледам дека проблемите се повторуваат после 4 години повторно, значи или не се решени или има некој друг проблем. Бидејќи пак се враќаме на хигиената, се враќаме на зеленилото, се враќаме на паркингот, и така натаму, така што генерално проблемите се тие. Сега наше е да видиме што од тоа е направено, што не е направено и што од тука понатака ќе реализираме од нашата програма. Со водата ние немаме проблем бидејќи сме баш во подножјето на водно, меѓутоа погоре кон Нерези, кон Трнодол имаат. Потоа она Козле вода, повисоките зони на Козле, да. И она вода атмосферска се слева во канализацијата, па после истекува нечиста вода по улица Козле. Тоа е исто така еден од посериозните проблеми. Во мојот дел од Козле сериозен проблем е паркингот. Зошто? Затоа што на местото на една барака, лепенка од оние фински подземнотresни бараки каде што живееле две фамилии, сега се градат оние мали згради А1 каде што има 8 фамилии и 8 фамилии. 2 пати по 8 кои што имаат по 2 коли по фамилија, предпоставувам, тие се на тротоарите. Тука е веќе невозможно да се движите, дали е тоа Миле Попјорданов, дали тоа е Стогово, Џумајска, Милан Марковиќ, тука е невозможно да поминете ни пешки, нити пак можете да пратите дете во школа да оди по тротоар, нити пак можете да се разминете со кола. Така што паркингот е еден сериозен проблем. Еднонасочен режим, сообраќај на режим би можело евентуално да биде решение некакво. Ке зборуваме така, и вас помина 2 минути. Госпоѓа Ѓорѓевска. Загадувањето секако ни е најголем приоритет и како екоактивисти сме за тоа сите депонии, постоечки диви депонии што се на територија на Карпош мора да се решат за секогаш. Тоа значи, од кој ќе се направи чистење, тие простори мора да се пренаменат или во паркови или во простори за рекреација и одмор и дружење. Друг проблем се транспарентноста во работењето. Значи, ние се залагавме во Советот, 2 години поминаа додека се изборивме за одлуката за снимање на седници, ќе продолжиме во тоа насока, значи да се објавуваат сите податоци, граѓаните да бидат повеќе застапени, да ги вклучиме граѓаните, не само проформа, туку суштински да направиме, да ја доближиме работата на општината до граѓаните и граѓаните да имаат потреба сами да се вклучат. Значи, тука пред се мислам и на детални урбанистички планови, многу од нив не ги разбираат, треба тоа да им се објасни, да имаат можност да се обратат пред Советот, и тоа не е една од идеите, 15 минути пред почеток на Советот да можат и граѓаните да се обратат со своји проблеми, паркинзите и сообраќајот, дефинитивно, меѓутоа ние нема да ветуваме катни гаражи, затоа зашто сметаме дека можда некаде каде што треба, меѓутоа ние ги решаваме последиците. Проблемите мораат исто така да тие што ги ствараат овие проблеми мораат да се решаваат, а тоа значи ако изградиме катна гаража да не овозможиме во близина нова градба. Сите нови градби мораат да имаат паркинг место по однос на стан. Значи, тука треба инспекцијата да работи на терен. Сега сите ни смета кога ќе видиме дека се зафатени тротоарите, меѓутоа ретко кој пријавува комшија кој ќе види како гради дали има паркинг или нема паркинг. А и инспекцијата не работи. Имаме големи забелешки посебно на градежниот инспектор, така да мора да се има ревизија на работењето на одредени сектори. Потоа би
помнала само исто безбедни улици и пристап до сите Ке го училишта. спомнуваме ова и подетално нели во текот Да. на дебатата, господинот Јакимовски во овој сет. Карпош нема инфраструктурни проблеми. Го спомнавте Козле, имаме само една канализација Ловкинска 4, која што треба да направиме и која досега не сме ја направиле затоа што теренот е во страшен пат и не се нафаќа ни една фирма да тоа го работи рачно. Имаме канализација да правиме уште нешто во Бардовци и ние воглавно сме ориентирани кон реконструкција на канализации каде што со тек на време корења искршиле канализации, така натаму ги решаваме тие проблеми. Немаме проблеми со атмосферска канализација. Дали имаме проблеми со водоснабдување? Се гледа сега. Значи, ние сега нема куќа која што нема вода. Проблемот настанува во ударните термини, значи во јуни месец, кога наеднаш се зголемува температурата, како резултат на тоа што голем број граѓани нормално ги вадат своите дворови. Голем проблем прават и оние кои што се приклучени пред саати и вадат бавчи, оранжери и така натаму, значи сето тоа драстично е зголемува потрошувачката на водата. Проблемот со возилата, секако да веќе немаме ние семејство кое што нема 2, 3 па и повеќе возила и ние мора да одиме во чекор. Од тие причини предлагаме 8-катни гаражи, веќе имаме нарачено проект за 2-катни гаражи, една во Карпош 1, Карпош 2, значи млечен ресторан кај Министерство за економија, лептокарија, во Нерези кај двете воени кули, Порта Влае, исто така на многу места предлагаме и мора платформи да се прават, значи наредните 8 години нашата главна ориентација мора да биде решавање на проблемите со паркирањето. Ние ќе ја подобриме и хигиената на собирните улици, доколку возилата ги тргнеме барем од тие собирни улици, а тоа ќе се направи ако има каде да се паркираат возилата. Проблемите со паркирање на возила во и кај индивидуалната градба, ние може да наредиме да се тргнат тие возила, ама ако луѓето немаат каде да паркираат, има 3 коли, а простор има за една. 2 минути. Ке имате можност да се искажете, еве и низ можноста за реплики можеби на некој од гостите кон некого од искажувањето. Па добро, да, реплика во форма на прашање, да може. Началникот спомна дека има скоро сегде канализација, јас колку што знам и Горна Нерези нема канализација одредени делови и ме интересира конкретно за оние градби кои ги нарекуваме шпанско село. Нели имавме една одлука што ја враќавте 4 пати на совет за легализација на дивоградба. Ние бевме на теренот, таму ни укажа дека има една цевка канализација на која диво се приклучени и иде во долот меѓу Трнодол и Козле и целата таа смрдеа што ја осеќаат граѓаните, потоа иде и по долот на кај германска амбасада. Дали имате увид во тоа и дали е во план да се среди? Вие сега сте се запознале со овој проблем, јас го познавам подолго време, затоа велам, тие имаат канализација која оди директно во долот. Ние имаме распишено 3 тендери до сега. Сега во моментот е актуелен 4-ти тендер и веќе се најавија 2 фирми дека се нафаќаат тоа да го работат рачно. Значи теренот во страшен пат, значи носење бетон, песок, бетонирање, носење шахти и така натаму, што е исклучително тешко, не се нафаќа ни една фирма да тоа го сработи рачно, а друга можност за приклучување на тој дел на фекална канализација ние практично немаме. Значи изас веќе го кажав, таа улица е Ловкенска 4. Значи тоа е делот кој што има проблем и кој што ние треба да го решиме. Општината и издвоила средства, општината и направила проект, меѓутоа не можам јас тоа да го работам, тоа го работат фирми кои што се подготвени да ја направат таа канализација. Значи во моментов имаме актуелен 4-ти тендер веќе. Помина времето за одговор, некој друг повелете, да може прашање, реплика. Мене ми е спорно повторно катните гаражи кои што пак се градежни објекти. Значи, за мене е тоа спорно за повторно градење на катни гаражи. Јас не знам дали е тоа вистинскиот начин, дали, затоа што видите, притисокот некаде во некој населби, например, како Млечен, притисокот не е само од граѓаните што живеат, туку е притисокот од другите кои што доаѓаат од страна, дуќаните, кафичите, но и што луѓето кои што работат во центар од другата страна, бидејќи ваму им е бесплатно, се паркираат. Сметам дека тоа е катните гаражи или монтажни гаражи, не знам, јас го имам ставено во програм, морам да кажам,
но ми е некако дали видикот, визусот на луѓето кои што живеат во зградите кои што ќе гледаат во нив, дали тоа ќе биде добро решение. Тесен е просторот, секаде некаде тесен просторот, освен оние што се официјални паркинзи, например пред 8 септември кај Жан Митрев, тој например може таму катна гаража кој што нема да практично да ова да прашање до кого би беше да. наменето, мислам прашање реплика така ќе окрстиме до кого би беше наменето? Не беше генерално дали повеќе како коментар повеќе. Еве се градоначалник кој што е актуелен, кој што знае многу повеќе дали се сложуваме, еве сепак е дебата, треба да ги да ги разгледаме, да. Ставам дека многу сте виделе од светов и претпоставам дека сте виделе како го решаваат овој проблем. Го решаваат со подземни и надземни гаражи. Апсолутно. Ние, например, имаме зонско паркирање Карпош 1 и Карпош 2 и повторно имаме возила. Колешката рече да се тргнат возилата од тротоарите. Како ќе ги тргнеме возилата од тротоарите, ако не ги ставиме на едно место, каде што ќе има ред и поредок, значи да идеме 2-3 нивоа подземја. Обично катниви гаражи што ги предлагаме се 2 нивоа надземја. Значи само 2, приземје и кат и нагоре на кровот паркирање. Со тоа би ги собрале значи колите што се и по тротоари и така натаму, и ние ако 8 катни гаражи, например лептокарија, што да направиме? Да ги избркаме колите, да ги оставиме луѓето без работа. Во моментов во центарот на Скопје имаме 450 празни дуќани. Како резултат така на паркирањето. Дали Што сакам да кажам? сет... Значи ние предлогот наши да имаме гаражирање кои ќе иде 2 нивоа подземја лептокарија и горе да има плоштад со кое што ќе направиме шеталиште, но во исто време гаражирање, добро гаражирањето ќе го разрешиме и на граѓаните кои што се од другата страна на Партизанска, бидејќи тие се попечее, се стана, а имаат по 15 парки места пред нивната зграда. Така, дали имаме повторно потреба за може прашање, реплика, како ќе окрстиме заедно? Според мене тие монтажни гаражи се добро решение, ние ги имаме предвидено во програмата. Тоа се покажа во Капиштец на Народен фронт, тоа се покажа овде нели во аеродром. И од друга страна, едно од решенијата е расчистување на оние подземни гаражи кои што се веќе постоечки, а кои што се користат како магазини, како депонија под зградите на Миле Поп Јорданов Гагарин кај Влад Тасевски школото. Има подземни гаражи, не се користат, не знам кај Млечен каква е ситуацијата, и таму има подземни гаражи, меѓутоа место да се паркираат доле, луѓето се паркираат на тротоарот, додека тие гаражи кои што веќе постојат да ги користат, кажете ми. Со инспекции, со расчистување, кампањи, има решенија. И во комплексот Вла има исто подземни гаражи. Имаше проблем, нема, не знам, струја, осветлување. Поставивме соларни и поврзавме на улично осветлување. Си почнаа во гаражите со шмишајмните и со апаратите за варење. Зимни се чуваат. Зимни се, легитимно е да се чува. Направивме соларен колектор за да имат осветлување, све се украде тоа. И како вие ќе ги натерате луѓето да ги паркираат возилата дома, значи немаме решение. Решението кога таму на тоа место би предложиле некој друг тип на гаражирање и да одиме уште по земја и да бидат само паркинг места, да не бидат гаражи. Гаражите најчесто сега се чуваат за старите теписи, па дури нафтени ќумбиња имаме, термопечки внатре и така натаму. И сега една гаража, поготово оние што ни се надвор, практично не само што не смеш да паркираш пред нејзе, не смеш да паркираш, а кога тоа би било само паркинг место, во текот на 24 часа сигурно 15 на возила би дошли и би заминале. Значи тоа е предноста на паркинг просторот во однос на гаража. Георгиевска, вие имате така значи за паркирањето. Ние сметаме дека треба да се решава во зависност од потребите на граѓаните. На некои локации повеќе одговара рампа, зонско паркирање или негде каде што може и нема да смета на околните катни гаражи, меѓутоа како ќе ги тргнеме автомобилите од тротоарите? Тротоарите се јавен простор. Значи постојат казни. И не треба да бидеме сега популисти, па што како ќе ги тргнеме. Значи не можеме да им дозволиме на луѓето да се однесуваат како просторот да е бесконечен. Значи тоа се ресурси кои се трошат.
1 до 2 коли, ако немаш простор, нема да размислуваш у фамилија за трета кола. Па ако идам негде каде што нема паркинг, нема да идам со кола. Ќе оставам колата дома, ќе одам пешки или со точак или со јавен превоз. Значи, премногу се ослонивме на тоа колата и како да не е просторот и паркинзите дадени од раѓање, дека мора да ги имаме. Граѓаните поинаку да се организираме. Да, би спомнала и оние приватни гаражи што се низ Карпош 1, 2, 3, 4. Па многу од нив не се користат како гаражи. Помина и вашето време. Да кажете дека луѓето треба да се ги продадат колите, да останат само на една кола, ако семејството има 3 или 4 коли. Нек се сноѓаат. Ако земале купиле стан во одредена зграда, така? Мора да има за индивидуално домување. За индивидуално домување, значи ние се чудевме кога ќе најдеме кола што е паркирана во дворот. Зашто не ги паркираат? Дворот им стои слободен, колите на тротоар. Значи не може така. Премногу сме, не знам, опуштени околу тоа и сега треба општината да ни наоѓа место, треба да се прават катни гаражи, кои ќе направите катна гаража нема да го решите проблемот. Само нови коли ќе добиеме по големи улици. Значи луѓето треба да се ориентираат на јавен превоз, алтернативен превоз и каде што може без кола да се оди без кола. Тоа е добро за екологијата. Реплика, ајде контрареплика, повелете. Значи ние не можеме главата у песок да ја ставаме. Ние имаме проблем. Факт е дека луѓето има 2, 3 и повеќе возила. Ние мора да понудуваме решенија. Решенијата во моментов се тамо каде што имаме колективно домување да се прават катни, значи подземни, надземни гаражирања. Нема друго решение и да се овозможи каде луѓето да ги паркираат колите. Паралелно, ако ние се развиваме и го подобруваме градскиот превоз, веројатно на дел од луѓето ќе имаат помала потреба да имаат 2 или повеќе возила, ама во моментов градскиот превоз не е хаос и ви очекувате луѓето да ги продадат возилата лишно. Така. Значи ние мора да ги решаваме проблемите. Имате реплика, контрареплика, да се надоврзам. Па затоа е потребен холистички пристап. Не може да ги игнорираме велосипедската инфраструктура, не може да го игнорираме јавниот превоз. Зошто не се направи на пример некакво јавно предпријатие кое што ние го имаме предвидено за транспорт, кој што ќе има некои мини бусови кои што ќе транзитираат низ Карпош, посебно полската север-југ, можеби ќе стигнеме и до таа тема. Од друга страна, овие мали зградички кои ги спомнав претходно, кои што претежно се градат низ Козле и Тафталиџе, кај нив е предвидено паркинг место. Меѓутоа, дали можете да влезете со нека поголема кола, вие не можете да влезете, не можете да се паркирате затоа што има столб, нагибот е преголем. Да, тоа е до изведувачот. До изведувачот нема контрол. Ајде, уште вие и Јакимовски пак е на реклами, па одиме со нов се прашање, бидејќи да не се... Може би, реално, завршувањето на тоа е да се направат тие едносмерни улички, тие што ги зборувате Козле и Тафталиџе, на тој едносмерни улички ќе се паркират, например, кога спомнавте Џумајска иде до Ефтинија. Во едниот дел таа е веќе едносмерна, затоа што од двете страни се паркирани коли и таа е едноставно едносмерна, не дека е... Да, во мојот дел може би не е, но во суштина, ако ги ослободиме, може, значи ако се паркираат колите на улица, тогаш би можели, стварно ми е за децата, затоа што таа улица е стварно, децата одат кон Владо Тасевски. Да. И тогаш тротоарите ќе ги ослободиме за да можат безбедно. Инаку таму стварно е небезбедно за децата, се сливаат од цело Козле преку Џумајска, затоа што главната улица исто небезбедна, нема тротоар. Да се разбереме, Козле улицата нема тротоар. Да. Има многу тенок тротоар. 2 градинки, една основна школа. Така да мислам дека со решавање на едносмерните и паркирање на улица, со ослободување на тие тротоари што постојат, можеби ќе добиеме некаква поголема проhodност, да речеме, да. Ајде, повелете уште вие и... Карпош е единствена општина каде што вие по булеварите можете безбедно да возите велосипед и да пешачите. Партизанска ги направивме жардинерите за да ги заштитиме пешаците, да можат безбедно да пешачат, имате велосипедска патека. По Илинденска имате комплетно велосипедска патека и таа е безбедна до универзална сала. По Теодоси Гологанов исто имате велосипедска патека. По 8 септември исто. Од Московска имаме поставено столбчиња, дел постојат, дел не, меѓутоа горе-доле е добра ситуацијата. Исто така лондонска е малце повеќе проблем, Манапо одлично функционира. Сега, што ја спомнуваат Џумајска. Улица Џумајска е проблем, бидејќи ние имаме лепенки куќи.
лепенките што се од задната страна возилата ги оставаат напред. Немат каде да влезат. Значи, како сакаме ние да внесуваме тука дали едносмерно или двосмерно, едносмерно, заврши времето. Тие коли се таму, заврши времето, сега одиме со еден така ќе поминеме и на нови прашања, меѓутоа прво реклами. Паузата за реклами, почитувани, заврши, меѓутоа дебатата не престана во студиото. Продолжуваме со нов сет прашања и секако акцент ставаме на чистотата во општина Карпош и не само во општина Карпош и на секаде низ целата држава, меѓутоа бидејќи вечерва ни е тема Карпош, фокусот го ставаме на Карпош, што предвидуваат во нивните планови кандидатите за градоначалници во вечерашната дебата. Одиме сега на овој сет прашања, ги почнуваме кругот со Антонио Димитров, кандидатот за градоначалник од Левица. Што предвидувате вие? И тука некако природно ми се надоврза и прашањето околу ингеренциите со градот, дел околу комуналната хигиена. По изврзани, не знам, ингеренции, докаде што е општинско, докаде што и како треба да чисти градот, дали сметате дека потребни се и натаму таква поделба на ингеренциите или нешто треба да се прави на тој план? Апсолутно, потребна е поголема автономија. Јас бидејќи доаѓам од бев дел од Советот во град Скопје, одговорно тврдам дека ние како граѓани сме не само заложници, туку и колатерална штета на ситно политичките интереси на ВМРО и на нивните советници. И се ова што го гледаме, од депони до дупки на улиците, до руинирани детски игралишта, е само последица на нивното негласање. Така што некаква поголема автономија на општините ќе биде нужна за да не дојдеме повторно оваква ситуација. 4 години ние да се малтретираме со хигиена, со запуштени зелени површини и така натаму. Она кое што ние го предвидуваме од аспект на хигиената и зеленилото како капитален еден проект е општинско претпријатие за чистота и зеленило, кое што ќе ги извршува овие аспекти од некаква базична хигиена, селектирање на отпад до оние ингеренции кои што ги имаат паркови зеленило, одржување на зелените површини, наводнување, системи капка по капка, рециклирање и така натаму и така натаму. Од аспект на комуналната хигиена потребен е некаков пункт за каваст отпад, јавни тоалети, пошто во градот очигледно ги немаме, барем во општината да се погрижиме да ги имаме, редовно одржување на атмосферска канализација, дезинфекција, дератизација, миење на улици со техничка вода, чистење на снег и така натаму, кои што ќе бидат сите во рамки на овој капитален проект, општинско претпријатие за чистота и зеленило. Практично нашето мото на овие избори и кандидатурава за Карпош е генералка на Карпош. Така. Одиме со Невена Георгиевска, исто на истото прашање, вие бевте активисти нели за подобра животна средина, за зелените политики. Што му недостасува на Карпош на овој план? Значи, како што кажав, прво депониите мора да се исчистат. Ние доста од тие депонии ги мапиравме, така да една од првите работи тоа би било. Потоа во однос на хигиената што каде има депонии во Карпош, извинете, само со едно подпрашање. Каде нема би рекла. Значи еве минатиот пат и на Совет тоа говоревме, кај позади аквапаркот, кога беше оној самитот на ОПСЕ, се исчисти, сега значи не само што не е чисто, него е проширено. Таму има сега и еден контейнер за отпадни гуми, кој сметам дека воопшто не е безбеден градоначалник, како што ни кажа инспекторката. Има депонии во Злокуќани, од другата страна. Кај ќе спомнам кај првата заштитна зона на бунарскиот систем Нерези Лепанец. Значи тоа е од другата страна на Канал 5, тука постојано се горат кабли и тоа е приватно земјиште. Значи тоа се залагаме чистење на депонии, што се, тоа морам да кажам, на државно земјиште. Тие што се на приватно земјиште, самиот сопственик си носи обврска да го уреди тоа земјиште.
Не може општината или некој друг да ми ги чисти, ако ќе дојде до време за градење, тогаш ги имаат сите права. Значи правот на собственост, ако има право на собственост, има и обврска таа собственост да ја одржува како што треба, а не на таа собственост да дури мислам дека и намерно се оставаат, се запоставуваат да после и граѓаните бидат као ај подобро зграда нека се гради, него депонијава. Значи такви депонии не сме да има, поготово на приватни земјишта. Исто и ние размислуваме во насока на основање јавно предпријатие, меѓутоа ние таму би сакале во тоа јавно предпријатие да има и оделение за урбанистичко планирање. И ова исто така за чистењето. Потоа би напомнала дека она што беше за поливање и одржување на зеленилото, значи веќе во програмата за 2025 влегоа технички бунари. Значи тоа беше на наша иницијатива, градоначалникот обезбеди дополнителни средства така да тоа мора да се реализира и да иде понатака полевањето и одржувањето. Која е вашата визија за подобрување на состојбата со чистотата во Карпош? На почетокот вие направивте еден лапсус, значи немаме мешање на ингеренции со комунална хигиена. Не со комунална хигиена, со градот, со општината. Значи нема никаква мешање на ингеренции. Бидејќи слушавме, нели гледавме треба до колена, па кој е надлежен, дали треба градот, дали треба кој треба да. Надлежен и исклучиво градот Скопје. Паркови зеленило за зелените површини, комунална хигиена за индивидуалната и колективната хигиена. Ние како општина издвојуваме годишно 700.000 евра за да помогнеме на ова буре без дно што се вика комунална хигиена и паркови зеленило. Значи ние само помагаме во тој дел. А ние испаѓаме колку ние запнуваме повеќе, колку ние запнуваме повеќе, нив помалку ги има на тендер, на терен. Ние не гледаме метлач низ Карпуш, ние не гледаме луѓе што штрекуваат заплати. Зеленилото ние го косиме, ние собираме трева, сега ние собираме гаранки, ние собираме лисија и така натаму. Значи ние од помошници се претворивме во главни. Овој модел на функционирање, на одржување на хигиената и зеленото не функционира и ова и натаму ќе биде наш срам. Дали оно што јас го предлагам, значи мора да се има одговорен. Кој е одговорен? Градоначалникот на општината треба да се биде одговорен за хигиената и средствата што се плаќаат за одржување на хигиена и на собирање на смет и за метање на улици да се уплаќаат во општината и тука ги завршуваме со сите проблеми. Дали тоа е исправно што го предлагам? Покажува фактот низ републикава. Сите градчиња се почисти од Скопје. Ова е срам и за владата, ова е срам за градот Скопје, за советниците, ова е срам за градоначалниците, ова е срам за сите нас граѓани. Затоа зборувам дека кога обврската би поминала нели само на општините, дали тоа би било подобро? Јас гарантирам чиста општина. А само да додам околу полевањето. И тие паркови што ги имаме, што имаме поставено хидранска мрежа, годишно даваме 50.000 евра за одржување. Ги кршат прскалките, сечат црева, се уништуваат и така натаму. Не е само да се направи, после тоа треба одржување, огромни строчците за одржување. Маја Мојсова, кои се вашите проекции? Генерално тука се сложуваме некаде во суштина во однос на тоа комунално, нашата идеја беше комунално предпријатие и генерално одвојување стварно само одржливост на општината. Затоа што ако само одржлива општината и во однос на чистотата и во однос на паркинзите, вие викате зонско паркирање, ма тоа зонско паркирање на град Скопје, така? Кај се влеваат парите? Ние наше зонско во Карпуш. Да, има зонско, ама тоа е град Скопје. Не е ПОК, сакам да кажам еве како што е ПОЦ, не е ПОК, ама тоа е исто град Скопје, мислам, да. Не сакам да кажам. Ние е наведено во две населби, за две населби не е исплатливо и ние да правиме јавно предпријатие. Треба директор, треба управен одбор, треба, значи трошици. Да, али јавното предпријатие ќе биде и за комуналната хигиена, и за чистотата, и за снегот. А приходите од каде? Приходите од паркингот. Паркингот ќе обезбеди доволно пари и за сметот да се собира и да плаќаме од ризла. Не. Камионите како ќе се врати инвестицијата? Значи, може само одржливост да биде. Не локалната самоуправа може да подига возила само паркирани во зеленило, ништо повеќе од тоа. Денеска со 20 возила вие ќе обезбедите. Добро, да, не. Паркинг службата собира возила и ако ја сгазнеш линијата.
Не. За тоа мора да ви дојде собракаец. Мојсова, продолжете, мислам, ако не сте завршиле со вашата Јас сметам дека експликација, видовме така, дека централизацијата, како што е кај нас поставена во земјава, било каква централизација не раѓа успех. Значи, зборам на секој ниво. И дека би се сложила во тој дел дека за да биде општината одговорна и самоодржлива, па пак истото го зборуваме Јакимовски, дека практично тие пари кои што ќе се влеат, ќе можат да бидат, че општината да личи на стварно урбано, ама и зелено место и одржливо. А зошто да не може да стопанисува со паркингот? Не гледам причина да не стопа. На крајот на криштата може и да се изнајмат, па ја како не можеме во прво време да ги купиме. Зборам, видете, ни едни проекции не се дека утре ние тоа ќе го направиме. Проекциите се, па имавме 5-годишни планови, 10-годишни планови, не сме ние само тука, па ќе дојдат други, али треба да ги следиме политиките. Потреба за прашање, реплика, еве како Јас да би го скоментирал, Кристина. имавме еден предлог во град Скопје, како централна политика, Скопје една општина. Реално, тоа е едно Да решение. нема потреба од град Скопје. Не, мислам дека тоа Скопје сега, овие ингеренции што ги има не може да се ги работи. Превозот ни е катастрофа. Нафта не можат да купат. Штрекуваат заплата. Не коса трева. Ѓубре сме на сите страни. Улиците не ги метат и да му се уште да му ги даваме ингеренции плюс. Да го допропастат скроз градот. Не, јас кажав на почетокот дека тоа не сме зрели за такво нешто, мислам дека не. Тоа е проблем не на службите на самата градот, општина треба да го менаџира, нели? дека е проблем процесот за на чистотата. советот во моментов и на нивните желби за некакви ситнопартиски поени, и ние сме единствено колатерална штета на советот. Овие сите работи што ги зборите, Сите граѓани сме. Сите граѓани сме. Јас би додала во однос на хигиена, бидејќи јас сметам дека ова намерно се прави. Да. Значи, Од кого? Само да сме прецизни. Велите намерно се прави. па не само, И советот. Така. значи, Управниот би рекла во однос на тоа кога ќе ја видите кампањата на кандидатот што не е тука, гласете за да имаме соработка, и се излегува, мислам, тоа стварно не е во ред. Ти ако си градоначелник треба да имаш соработка со сите партии и со сите членови на совет. Тие се бирани од граѓаните. А сега излегува, бирајте ме да не ви се случи ова што го гледате сега во. Мислам, ова е некој вид уцена што се прави. И мислам дека за тоа веќе почнаа казни, дека секоја неправилност или неработење на системот има име и презиме. И мора да почнеме еднаш за секогаш да работиме на терен, да се имплементираат законите, да се казнува и да нема повеќе и популистички решенија, леле што ќе кажат граѓаните. Значи со казни многу убаво ќе се научи на ред. И ние да казнуваме како држава онолку колку што се злоупотребуваат и чистотата и хигиената, ние ќе имаме полн буџет само од тие казни. Точно имате право, нешто реплика и не помели. Колешката. Значи, ние мора да одиме во насока на дефинирање на одговорноста. Одговорноста не може да биде и на градоначалникот на Скопје, и на директорите на јавните предпријатија, и на управниот одбор, и на општинскиот градоначалник, и на општинскиот совет. Сите сме одговорни, на крај и имаме ова што имаме. Значи, одговорен еден мора да има. Тој е градоначалникот на општината. Втора работа. Одговорноста во овој град за ова што го имаме денеска има име и презиме. ВМРО-ДПМНЕ. Управните одбори сите ги води ВМРО-ДПМНЕ. Слушнавте вие од тие управни одбори деноиве да искочат да кажат чекај, дајте го решиме проблемот што е. Ќе го решат за Тие секунда исти, 2 часа кога ќе слушайте се, тие исти градот ни гори, они гласаат против вработување на пожарникари. Тие исти се трпаме во смет, они гласаат против купување на возила за комуналното предпријатие. Па тие исти гласаат против вработување на одржувачи на зеленилото Ви помина во... времето за реплика, нели? Значи има име и презиме, не е точно дека нема. Или да одиме со нов сет на прашања. Да не сакавте нешто? Не. Добро. Одиме за урбанизмот во Карпош. Доста гледавме и протести на граѓани и за просторот кај Алумина поранешна, па и онде во близина на ГОП 8 септември. Мислам дека Георгиевски вие бевте дел од тие протести како граѓанска иницијатива, како се надмина проблемот, барем така делува сега, не протестирате или не е надминат, повелете. Значи, тоа ми е еден
болна точка, би кажала. Значи, јас стварно верував дека по сите докази што излегоа на виделина, дека таа зграда немаше да се случи, меѓутоа нефункционалноста на системот за некого функционира многу добро. И тоа не можам да му го простам и на градоначалникот, не можам да им ги простам и на едните и на другите кои беа на власт, а кои се сменија во меѓувреме, затоа зашто толку работи, толку институции беа вклучени и толку се чекаше одредени институции и беше многу јасно дека сите се поврзани у позадина, дека некој друг ги влече конците, дури и Уставен суд ја озакони таа градба. Значи, како граѓани направивме се што можевме, на крај управниот суд си донесе одлука како што си донесе, дури и им наложи на конзерваторите да не даваат мислење како што они мислат како што се стручни да дадат мислење, туку тоа што одговара за да се изгради градбата. И една од мотивите, тоа не го кажав, што се вклучувам во оваа кандидатура е баш да ги кажам работите што не се кажуваат. Значи, се кажуваат она што ќе се прави, меѓутоа никој не кажува дека ќе се гради. Или како што викаат стопна бетонизација, ќе се гради умерено или ќе се гради, значи ќе се гради. Знам точно кои локации се најатрактивните и кои се сега први на список за да се гради. Значи тука е Алумина. Потоа има исто така многу атрактивни места во Карпош, Прашка. Значи тоа го имавме цело време додека бевме на Совет притисок. Настел исто е во изработка, треба да се продолжи таа зграда понатаму. Инаку морам да спомнам, рековте дека не се гради во Карпош од урбаните, во Бардовци се гради многу, во Нерези се гради многу, Горно Нерези се гради, да, и Горно Нерези се гради многу. Така да, она што го направивме сега, во вие 4 години беа донесени само 3 детални урбанистички планови, направивме некој вид застој, за да видиме каде сме, што сме, треба да идеме во насока на тоа урбанистички проекти кои не го Имате можност да во репликите, да. контрарепликите помина вашите 2 минути, сега кругот доаѓа Јакимовски, вие повелете со вашите 2 минути. Граѓанството мора да знае, а и сите ние што учествуваме во оваа јавна работа, веројатно знаеме дека при урбанизацијата, односно при носење на детални урбанистички планови, се раководат урбанистите од закони и од правилници. Устав во урбанистичкото планирање е генералниот план. Тој одлучува дали негде ќе има зеленило, дали негде ќе има домување, дали негде ќе има јавна администрација, училишта и така натаму. Врз основа на тие одредби од генералниот урбанистички план и врз основа на направените пресметки за гостина население, потоа се врши деталното планирање со деталните урбанистички планови. Ако во правилникот стои дека индивидуална градба мора да биде минимум 5+2 плюс поткровље, ние кажете ми како урбанисти што да правиме. Ако во правилниците стои дека секој оно што има над 1000 метри квадратни задолжително мора минимум 5+8 да добие, приземје плюс 8 ката, урбанистите што да планираат. Или сега најново имаме во Тафталиџи имаме урбанистички план. Правилникот стои дека улицата мора да биде 5,5 метри, а тротоарите мора да биде 2,40. Од едната страна и од другата, а на лице место ние имаме тротоари по 1,20 м. И кажете ми што е тука криво општината, што е тука тој крив што планира, кога тој тие што ги носат законите апсолутно се нереални, не се прилагодени на стварноста, на потребите на граѓаните и не е оставена ширина на локалната самоуправа, која ќе види негде кај што прави урбанистички план и гледа дека таму нема тротоар, тогаш улицата ќе ја направи без тротоар. Не можеме сега да им рушиме ние огради на луѓето. Ако има тротоар 1,20 м, ќе го ставиме 1,20 м. И сега, значи, ние се владееме исклучиво урбанистите кои ги носат урбанистичките планови врз основа на закони и подзаконски акти кои што ги подпишува Министерството за транспорт и врски. Сега, се готовка нов генерален план. Нека ги ограничи сите овие параметри, сето тоа ќе биде ограничено и ние ќе го имплементираме во планот. Миовска, повелете вие нова Добро, генералниот урбанистички план не е променет 12 години, колку што знам и се касни со тој.
И мислам дека воопшто така По правило тој се менува на 20 години. На 20, ама ние и него си го направивме како детален план. Да, јас ги гледав и расправите, така ги следев расправите, нели, во однос на во општините, во советот и општините беа присутни. Не видов дека некоја нешто многу се случи и од општинските работници нешто да кажат, да посочат каде е проблемот. Освен тоа што сметам дека да, по урбанистички план таму е, но секако ние можеме да речеме, окей, тогаш ќе биде оваа висина, така, можеме да речеме, нели, еве вие поправете ме. Нема да биде повисоко од околните згради и ќе има 50% вакво, ако не од генералниот урбанистички план, но јас демографската карта се менува на такви, кога имаме урбани големи згради, па тука доаѓаат дечиња. Кај ќе одат тие дечиња во градинка? Каде ќе одат? Каде ќе одат во школи? Вие знаете дека и во Коменски, во градинките сега е притисок како се изгледа, Гранд Престиж, Прашка се изгради со многу згради, Настел. Значи, притисокот ќе биде во тие, значи мораме и тоа да го следиме. Освен зеленилото, јас сметам дека без разлика на генералниот урбанистички план, нели вие се како градоначалник или некој од нас како иден градоначалник можеме да кажеме, окей, да, важи, градете, но 50% ќе ви биде зеленило, ќе има 2 паркинга за секој, нели, стан, да речеме, и предвидено место за градинка, за прво време градинка, па после за школите. Али сметам дека без таква проекција дека ништо не правиме, дека стварно ќе се угушиме, а второ исто така родителите во одредени населби во Карпуш стварно плачат дека не можат да ги запишат децата и дека немаат место и дека треба да ги носат од другата страна, дека трошат време во однос на автомобили, возење и така натаму, или мора да ги запишат во приватни градинки. Јас зборувам дека едниот дел е урбанизмот, чистотата, воздухот, зеленилото, а другиот дел е демографското менување на општините кои што ќе го наметнат, па после решавање на еден проблем доведува до друг проблем и onda доведуваме до решавање на 200 проблеми кои што претходно не сме си ги предвидели. Така, повелите ви, Димитриев. Нашата програма генерално се заснова повеќе на реконструкција на постоечката инфраструктура отколку на нови градби. Сметам дека Карпош е урбана општина, дека има доволно инфраструктура и дека со незина реконструкција мислам дека ќе ги задоволува критериумите за достоинствено живење во таа општина. Продавање на државно земјиште не. Како што напомена Маја, имаме проблем и во демографската структура во однос на градинките и на школите. Тие огромни блокови, во тие огромни блокови живеат стотици семејства кои што немаат кај да ги запишат тие луѓе. Значи, кога сме кај урбанизма, генерална преработка на сите дупови, ревизија и соодветна преработка во интерес на карпошани, ревидирање и изработување на детални урбанистички планови кои ќе ги задоволуваат сите правни, урбани и морални принципи за развој на Карпош, но во консултација со граѓаните. Јавните расправи кои што сега се одвиваат од Сабајле треба да се одвиваат после работното време за да може на нив да присуствуваат карпошани, да бидат информирани дека тие јавни расправи ќе се случат. Дали преку мејлинг листи, дали преку SMS пораки, апликации, тоа лесно се решава во дигиталното доба за да има некаква дискусија. Генералниот урбанистички план кој е истечен во 22 година, Карпош ќе биде предводник во иницијативата до град Скопје да се изработи нов генерален урбанистички план. Покрај овој аспект треба да се обноват и постарите згради кои што ги има доволно во Карпош. Заврши вашето време, дали ќе пристапиме кон реплики, контрареплики, имаме многу малку време и на крај ќе ви оставам малку простор за да се обратите до јавноста, практично до граѓаните, бидејќи многу малку време имаме, уште 3 минутки до крај, 4. Само една реплика во однос на тоа градоначалникот што кажа дека постојат закони и правилници, ама тие закони и правилници по потреба се менува од 20-30 пати и годишно. Исто законите постојат, тие што се сега на сила, дека мора да има 20% зеленило, нема 20% зеленило. Зошто не се
санкционираат тие што уште во старт немаат зеленила. Друга работа ке генералниот урбанистички план завршува требаше да важи до 2022. Тоа се веќе стари податоци. Ние имаме нови податоци со пописот. И има една работа што во тие генерални урбанистички планови стои како линиски центар. Тоа се згради што се покрај булеварите и нивните ресурси не влегуваат во ресурсите на четврта. И од таму дали општината ќе дозволи, мора да дозволи 2+ поткровје, не мора. Затоа зашто ако ресурсите се потрошени, а во некои четврти во Карпош веќе се потрошени ресурсите, не може да се гради максималните вредности токму заради потрошени ресурси. Така, заврши. Репликата ви беше до Јакимовски. Значи, секое право што граѓанинот го има со урбанистички план, со генерален план, со закон или подзаконски акти, ако вие му го ускратите, тој може да ве обжали на Уставен суд, да ви го поништи актот, или над институции кои што се над вас. Значи, ние не можеме да правиме што сакаме. Тоа е клучно. Второ, околу градинките. Општина Карпош гради нова градинка во Тафталиџе 1, сега започнува со градба во Козлен, нова градинка, доградува 4 нови занимални во градинката Пролет во Влае, доградена е нов дел за 100 дечиња во Карпош 3 и 2027 година, февруар месец, ни се ослободува градинката која што имаме издадена под кирија, приватната градинка во Карпош 3. Паралелно со тоа, бараме простор да изградиме градинка во Нерези, бидејќи во тој дел немаме, и за албанците, и за македонците, и Нерези, и во Злокуќени треба да направиме експроприација и автоматски ќе го намалиме притисокот во останатите. Дали времето што преостана ќе го искористите за реплика или за обраќање до јавноста? Мислам, имате право и на реплика. Па уште 2-3 минути имаме до крај заради тоа. Да. Повелете. Тогаш ќе одиме на... Не, повелете, како сакате, можете и вака да си го искористите правото. Како што споменав, Карпош има навистина огромен потенцијал како општина, меѓутоа кој што останува неискористен. Културата е еден од тие аспекти. Во општина Карпош се наоѓа и делот Водно и врвот Крстовар. Од друга страна тука се наоѓа и аквадуктот, Скупи, Пантелеймон во Нерези. Тоа е каде што се наоѓа едно од светски признатите фрески Ренесанса, пред Ренесансата, пред фреската на Джото во Падова. Сиот тој потенцијал може и мора да се искористи во Карпош како општина, и од аспект на културата, и од аспект на брендирање на општина, туристички тури, екскурзии за децата и така натаму. Од аспект на спортот, во Карпош се наоѓа и аквапаркот, и базенот, и скейт паркот, и карпата за качување, меѓутоа кои што не се во функција и кои што се во руинирана состојба. Тоа мора да се реши и тој потенцијал на општината да се искористи без разлика дали се во ингеренција на Карпош или не. Ова беше како реплика или повеќе беше како ваше видување на како обраќање до јавноста, зашто граѓаните вам да ви ја дадат довербата. Ајде, госпоѓо Георгиевска, со вашето обраќање до јавноста. Јас би сакала да додадам уште некои работи што мислиме како граѓани. Зошто сметате дека вам треба граѓаните да ви ја дадат довербата, како една порака до јавноста, до гласачите? Затоа зашто за овие 4 години покажавме дека сме доследни, докажавме дека стоиме на своите ставови, не сме подкупливи, не потпаѓаме под закани, така да и не носиме багаж. Би сакала само да кажам уште две работи. Она што граѓаните многу им смета е кога ќе отидат во општина и ќе бидат препратени дека не се надлежни, па одат во град Скопје па ги шуткаат. Значи, ако дојдам јас на место градоначалник, такво нешто нема да постои. Општината ќе биде задолжена, ако треба некое барање од граѓаните, да се препрати до одредена институција, да го препрати и граѓаните да добие соодветен одговор. Така да, во однос на тоа имаме исто во програмата и други значајни проекти, така да граѓаните ќе ги погледнат и програмите се разберени из вашите јавни настапи, ќе се запознат. Маја Мојсова Миовска, зошто вам да ви ја дадат довербата граѓаните? Зашто сметам дека сум покажала досега во моето работење моите етични прво принципи, второ интегритет. Без разлика што сметате, јас секогаш сум имала интегритет да опонирам на тоа што не мислам дека е добро во политиките,
дали тоа на некој му се свиѓало или не, затоа што сум истрена и посветена и затоа што стварно кога ја имам целта, јас не престанувам да работам. Дури премногу работам некогаш, но тоа мене ме исполнува и сметам дека граѓаните тоа и го препознале претходно во моите делувања, во тој видов, нели, делокруг на делувања кои што сум ги работела претходно, па мислам дека и сега ќе го препознаат. Чесна сум и искрена. Јас никогаш не сум била неискрена и сум била многу транспарентна во однос на секој работење, па што би се рекло и дури кога не сме биле во право и кога сум била во грешка, тоа сум знаела да го признам и да го кажам. Јакимовски, уште 40 на 50 секунди, еве зошто за вас. Граѓаните треба да ми ја дадат довербата, затоа што нудам решенија на сите проблеми што ги имаат граѓаните во општина Карпуш, што се надлежност на локалната самоуправа, затоа што се борам за интересите на граѓаните на Карпуш. Вистински доказ е враќањето на спортската сала на Омновски Борче, како се изборивме за незе и затоа што во изминатиот временски период сме ја направиле најурбана, најатрактивна и најпосекувана општина, онака како што кажуваат и другите кандидати. Веќе ме предупредуваат од режијата, се надевам дека се искажавте доволно во анализа 24. Ви благодарам за гостувањето и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување од мене.